Malačka, mizerna plata, na petkata krena v palata, na decata keflija taka, im kupiv što duša im saka. Zar džabe su zverkana sila, im kupiv postanče i vila, mi vrne i nema da sekne, si kupuvam što ke mi tekne. A nema mi vlečki, no menuvam mečki, pijam so bliski, najdobar viski. Vo salon harmoniji, vo salon harmoniji, da Gospod ima me se, so plata, pa zašto ne? Švale, a nemam ni vlečki, no menuvam mečki, pijam so bliski, najdobar viski. Vo salon harmoniji, vo salon harmoniji, dal Gospod ima me se, so plata pa zašto ne? I taka do se koja zora, ipak da se razbudam mora, i od novog gol pomoda, gol pištol i gola voda. Ljubav. Що прийшли, Лjubav? Ти прекина чуя децата срамота. Видя, що е срамота? Јас да те барам за она работа. А за кое? Вчера еден човек ми понуди 10.000 марки. А зашто ти ги понудил? За да го затвориме салонот. Зашто да го затворим? Не знам. Кај ти се парите? Ги одбив, Лjubav, ги одбив. Абе, кај те најдов, кај те запусти? Ljubče, se sećaš kога za prv put se sretnahme ti i јас? Не. А кога бивме на излет на Матка горе? Не се сеќавам. Што правевме тука, се сеќаваш, ја? Скара. И друго? Ладевме пиво во треска. А после пиво? Што после? Што правевме после? Не се сеќаваш, а? Кога Ја барам. се стемни, а? Обетката што ја загубив, ете тоа. Пред тоа, бе, Ljubče, пред тоа. Што правевме пред тоа, Мене боли главата, остави.
се види каква врска има главата со таа работа. И тогаш имаше глава. Толку години спиевме. Во спална не ти текна. Сега најде пред децата. Абе, знаеш, дека ме кандиса. Вела ме кан. Љубо, што направивме со казната? А што очекуваш ти, некој да ти ја плати? Очекувам јас да не ја платам. Ке се издачекаш. Ljubče, a to porazgovaraš со зетио? Зошто јас? Па ти си ни најпредставителна. А ова до сега не си ми го кажал. Веројатно немало потреба. Маца? Што правиш ти, Маца? Се шминкам. Јас мислев дека се маскираш. Многу духовито. А што ако не сака да ја среди работата? Ево, тоа најмногу се плашам. Овој брички ме докусури, бе. Кај гледаш? Ајде, оди таму, сконцентрирај се на леѓенот, додека ми испереш кошулата, ќе излезе од мода. Не работи машината за перење. Не работи. Не знаеш дека пред неколку дена ја поправив како? Јас знам, ама таа не знам. Љубо, срце, одобрувам хумор, но не по секоја цена. Цо? Да поразговараш со Фиданчо? За казната, ведиш, за казната. Тато, да можеше да се разговара со тој човек, немаше да се разведам. Мацо, пристапи му малку покултурно, поразговарај со него. Ќе те разберем, не е тој толку лош колку што изгледа мајката. Порано не мислеше така. Чудно, ама некако оваа казнава како да не сближи. Еве ти ја кошула. Браво, Љубо. Од сите работи до сега што ми ги донесе, ова најмногу личи на кошула. Па и кошула е Богдане. Да, бе. Тато, Да? не можам да газам на своето достоинство поради една казна. Извини, ама не можам. Алал да ти е, Богдане, алал да ти е, Богдане, какви деца си изгледал. Не мораш, Маро, не мораш да газиш по твоето достоинство, не мораш. Тука е татко ти може да се заборчува за бизнис кој никого не го интересира во оваа куќа. Татко ти може да трча по шалтери, да подмитува разни службеници. Татко ти може да им се смее на тие нафракани господи. И татко ти ќе оди в затвор. Затвор за неплатена казна, да знаеш. Абе, да не ти е мала кошула, бе? Види, бе, да. Љубо! Донеси ми друга кошула, разбуди го син ти и тресни му на штаканица на стаменчо за секој случај. Фали гумата, моливот, една патика, домашно, џамлиите и петардите. Немам услови за школување.
И што уште ти фали? Не ми се учи. Ајде, дојди ваму да јадеш. Што има за јадење? Млеко, бисквити и ќотек. Добар ден на цел колектив. Што сте толку сериозни? Имаме работа преку глава. Абе, делове, кој видел аерод работа? Стаменчо, ти си спремен? Тато, по цел ден ме тера да учам. Кој те тера, бе? Кој те... Што ми го малтретирате детето, бе? Стаменчо денеска прави писмена по македонски јазик. Денеска, Стаменчо, јас одиме во Охрид. Стаменчо прави писмена. Нема да пропадне школството ако Стаменчо не направи една писмена работа. Види, Фиденчо, наполно се согласувам со твојата теза дека нема да пропадне школството, ама наш Стаменчо ќе пропадне. Аман беде, доко да не знаеш и самиот дека никаде во светот, а поготово овде кај нас не ги признаваат нашите дипломи. Еве, да речеме, што ми фали мене? Што? Да тренираш кошарка. Може едно кафенце? Не знам зошто, секогаш кога ќе дојдам во овој ваш пријатен дом, имам некое чудно чувство дека овде сериозен разговор не е можен. Ајде, стаме, стани. Како не е можен, господине Пиданчо, како не е можно, повелете, седнете, ќе мало, повелете, раскомотете се, нема проблем. Како не, тука, над вас, еве, над вас е да повелете, седнете. Како не е можен, па какви теми и темичиња човек може, ами човек треба да земе годишен одмор за да може да ги изда разговора. Еј, какви реферати, ко реферати се пишуваат, писма, пред и после писма. Мацо, поразговарај сериозно со човекот, јас ако ти требам, тука сум. Фиденчо, убаво што се појави. Да се договаравме, немаше вака да излезе. Како си? Да не ти треба нешто? Ми треба да го оставиш детето на мира, да плаќаш алиментација и да си ја платиш казната. Која казна, Мацо? Она што треба да ја платиме поради твоите нерасчистени работи. Види, казната што треба вие да ја платите, ја воопшто немам намера јас да ја плаќам. Мислам, ако те интересира моето мислење, мислам. Твоето мислење одамна не ме интересира. Ние немаме намера да ја платиме казната. Нормално, никој нема намера да плаќа казни. Што е тука спорно? Казната! Во која смисла? Во поетска. Ако ова го сметате за сериозен разговор... Фиденчо, види, ај телефонирај кај инспекторите и среди ја таа работа. А? Па така кажи ме, Мацо, што ме масираш цело време. Фала ти, Фиденчо, барем ова го средивме. Ништо не сме средиле. Не можам јас својот авторитет да го арчам за една смешна казна. Поарно, ќе соженам уште една за тебе, отколку да... Фиденчо, ако не се плати таа смешна казна, сите ќе одиме во затвор. Одлично. Тогаш јас стапувам на сцена. Чекај, како е? Зете? Така. Казната затвор ќе ја сменам во парична казна. Да, но зете, јас сум невин. Па тоа е најлошото. Денеска е полесно да ослободиш криминалец отколку невин човек. Ама ме, дотаму стасавме. Види бе, дедо, криминалец, тој ти е господин човек. Спремен е да плати, да направи некоја услуга, да соработува, разбираш ли, а невин човек е бе, жива несреќа. Абе, жива несреќа. Се повикува на правда, на независно судство, малтретира се околу живо околу себе, се влечка по суда и прави јарчови, нервозен човек, има хемороиди, чир на 12-палачно срево, чир на желудаци, што е најбитно, го малтретира здравието на министерот за здравството. А човекот не знае глата, кај му мисла министерот? Пола родини му се без работа, да не зборам за инструментар, абе, невин човек. И треба се забрани со устав. Фиденчо, Да? сакаш да го гледаш син ти си кој е 6-та недела од 5 до 7 под мој надзор? Па нели бе, Мацо,
Над се ти беше доброто на детето. Што ти е пара, бе? Стаменчо, кажи на мајка ти дека среќата на детето не се купува со пари. Поважни се од парите, кажи. Пријатно, Стаменчо. Мамо. Стаменчо, види, дедино, колку убаво сум ти навачкал. Еве, земи, слободно јади, колку што сакаш. Не сакам лепчиња. Што сакаш сега, Стаменчо? Сакам да одам со тато во Охрид. Во Охрид сакал да. Што има во Охрид? Што има во Охрид? Една вода, стари куќи и Охриѓани. Што ќе прави таму? Кажи. Ќе јадам сладолед. Ќе јади сладолед? А кој ќе ги јаде лепчињата, бе? Гледај ги како се смеат, бе. Види што убав мармалат. Гледај, бе. Види, еве, јас ќе пробам прв. Еве, гледај, види. Гледај ме, гледај, бе. Гледај. Еве пак, не. Земи, пробај забавно. Пробај ме. Пробај да видиш колку се убави. Слушај, ти мене ми си ми внуче, бе, јас те сакам тебе. Види, да ти објаснам една работа. Денес, да речеме, ти мене ми вршиш услуга, утре јас тебе. Така ли е? Брат за брат, сирењето со пари. Да, дојде вам. Да се договорим. Здравко, јакната. Леле, Тамар, бе, ле. Еј, ке ме умреше, бе, која јакна? Па една имаш, давај. Шетај. Да се договоривме. Здравко, синко, види, ако сте се договориле... Ми ја даде јакната. Абе, никој да не ми е добрил јакната, разбравте? Чекај, бе, Здравко, што ти е тебе поважно? Што ти е тебе поважно? Внуче или јакна? Јакна. Види го, па цел свет, вака ако размислува како тебе, па цел свет ќе прави само јакни, а нигде ни едно внуче нема да има. Што направиме, светот од негдека мора и да почне. Види го. Стаменчо? Мацо, можеше да го пуштиш во Охрид. Охрид е еден, а писмен е... Тато, ако не добие единица по македонски не во Охрид на струшки вечери на поезија, ќе го пратам да учествува. Најк. Патики, 200 дојчмарки. Што не си купи? Од Битпазар ве што убави ги има ролерки, 100 дојчмарки, лизгалки, 100 дојчмарки и фармерки, левс, 100 дојчмарки, вкупно 200, 300, 400, 500, оф, дојчмарки. Салон Хармони, повелете. Хулигани! Тргнете со таму, хулигани! Најкаде бе 500 марки. Чиву, тој газата што не те за да ти то газ... Па како можете? А јас ве сметав за интелектуалец. Јас сум пензионер. Господја Мимоза. Навистина? Да. Само простак може да навреди едно кутро живот на вие ми делувате така цивилизирано. Здравко тука е? Не. Пронајдете го. Да. Мора веднаш да ми закажете за мојот Адон. Знаете, тој има состанок вечерва со една многу фина млада дама и не сме да биде одбиен. За кога сакате да закажам третман за вашиот сенет сопруг? Мојот сопруг е веќе среден. Закажете за Адон. Адон, да. Адон, момент. Адонче злато. Адонче, дојди, злато милиот на мама, тој љубав. И рекла Адон? Да. Адон.
Видите, gospođo Mimoza, mislim, Zdravko, naš Zdravko, учи на земјоделски, ветеринарски... Не ми треба мене ветеринар, мене ми треба козметичар. Се депилира? Не, овој пат ќе се шиша. Да. Не знам дали ќе можеме да одговориме на вашето барање. Да, салон Хармони повелете? Да? Да? Момент, сега ќе ја викнам родителката. Мацо? Мацо, Стаменчо не отишол у школа. Ало? Да? Да. Видете, само што сакав да ви се јавам. Стаменчо е многу болен, има висока температура. Да, ве разбирам, да. Верувајте, цел ден учевме. Дали ќе може да прави писмена следниот час? Да? Благодарам многу. Благодарам, пријатно. Тие писмени, тој Фиданчо ќе ме полудат. Така се воспитувало дете со лажење. Ало, полиција? Сакам да пријавам киднапирање на дете. Да, мое, да. Стаменчо Митрески. Безва, да, безва. 10 години. Татко му се закануваше. Разведени сме во процедура. Велко Влаховиќ, број 13. Носи фармерки, носи Момент. Јакната на Здравко. Ало? Видете вамо. Јакната што ја носи детето е црна, е кожна, уникатна е од Турска. Има 3 џеба надворешни со патент и еден долг патент напред. Стаменчо отиде на училиште и од тогаш му се губи секаква трага. Видете, јакната има црна постава и има 2 внатрешни џеба, има ластици на страните и има потпунки. Што детето? Кога ќе најдете јакната, ќе го најдете и детето. Благодарам и пријатно. Се извинам, што ќе се напиете? За мене дупло макијато. Да. За... Адон. Адон? Млеко тетрапак. Да. Господи, да. Значи за Адон едно макијато, за вас едно млеко тетрапак. Нема проблем. Обратно. Да, обратно. За Адон едно макијато, за вас едно тетрапак, да. Еве, Здравко. Салон Хармони не, зафатено е, се е зафатено, ако може се утре во 10. Пријатно. Мачо, стави од тие модерните капиња. Љубове, разбуди го овој дибекот, има муштерија таму за пострижување. Кој се јави? Муштерија. Го вратив за утре. Муштерија? Зошто го врати? Ќерка ти пријави во полиција дека зет ти го киднапирал внук ти. Море сите заедно нека си се киднапираат. Така ли се враќа муштерија? Само арчови прават, а ништо не им се работи. Погледни. Господин Стаменчо ми достави листа на барање како противуслуга за тоа што ќе го наговори татко му за казната. Гледе. Најк патики, ролерки, лизгалки, фармерки. Листата на господин Стаменчо е поголема од казната. Види, како и да вртиш, математиката е против нас. Еве, да речеме вака под предпоставка дека... Како го киднапирал? Па не ли му е татко? Една мајка тоа никогаш не би го направила со своето чедо. Не, вие не сте нормални. Си играте со полиција, бре. Знаете ли дека полицијата глава не може да крене од работа, од борба против организираниот криминал, против проституција, дрога, корупција, шверц со оружје, рејбан ночари. Да, коњи, уметнички слики. Полицијата не може ни поштено да отиде на роденденска забава, а вие што? Пријавувате киднапирање од татком. Љубо, знаеш дека за давање лажни податоци можеш да отиде затвор 3 години?
А што ако не е татко? Тогаш Пиданчо нас ке не тужи за клевета и опа уште 5 години. Неле Богдане полиција. Мислиш? Добар ден. Каде е жена ми, Богдане? Со устав е загарантирано слободно движење. Јас не сум полицаец, па не, за да знам каде е. Јас имам право да знам каде е. Аман бе, панеот, ние не знаеме кај ни е детето, а не па кај ти е жената. Не знаете, па нема да знаете кога не водите сметка. Сте го испуштиле детето од раце. После Цацко ви е крив кој ќе се фати со некој дрогераши и наркомани. Смири се бе, Панеот, малку. Чибу, види го. Види. Абе, овие како се намножи уште малку на гласање ќе ги праќаат. Слушај, да ми е да сум на власт само 24 сата. Кој ќе зијам со едно литвиче по тоа малиот мозок. Анајо, не е тоа. Ни го киднапирале Стаменчо. Да бе, Стаменчо наш. И вие што презедовте? Се јавивме во полиција. И? Ни рекоа да чекаме. Да чекате? Да. Што да чекате? Како да? Што има да чекате? Тие, Како кој ќе ќе чекате? Ви Панеот, кој ќе се јават се? Ќе чекате. Па зошто вие Панеот прв комшија да ви се најде кога е најпотребно. Ќе чекате. Сега ќе видиш. Да, ви сте неодговорни. Нема тука. Ало? Прва полициска станица? Овде е Панеот, пензиониран полицаец. Да. Како кој Панеот? Па Панеот... Абе, момче, дај види тамо некој постар колега. Што се смееш? Неодговорен. Ти си неодговорен дедо. Ало? Овде е Панеот, пензиониран... Ало? Ало, може ли да разговарам со вашиот предпост... Ало? Ало? Што запна ало? Телефонските линии не се ворат. Тоа е. Ама, бе, Попрекице. Панеот, пала ти како брат Панеот. Абе, ај тргни се малку, пала ти за сега, до сега се што направи. Да ви кажам, не е телефон за секого. Дојди, сина. Имате право, господја Мимоза. Имате право. Ало? Да, Злата. Да, Злата. Мире. Аха. Знаеш зашто ми се јавува? Едни мои пријатели ми киднапирале дете. Стаменчо. Митрески без В. Да. Ајде подбутни ја малку она работа во полицијата, па да, знаеш. Да. Па без ваша ургенција не можат ни жените да се ви најдат. Како не може? Да, Злато, да. Не може после. Не може после се не изложи. Да, после сме на концерт. Како кој концерт? Па цветници. Како нема карти? Нема карти, ја? Па прати го шоферот, нека купи карти. Немало карти. Да, задајте да видиме после. Може, чао. Ете, готово, свршена работа. Господјо Мимоза, и така, и вака ќе се свршеше работата, ама придржете го малку од куќето. А што се плашите? Не, јас ничо не, па Панеот. Момченце се Јас имам проблем, плашите. Па малецко, злато е. Малецко куќе, тамо. Мало куќе. Hello? Грозdo! Грозdo! Што ема? Сте го отвориле салонот без мене? Мораше заради технички преглед, мораше да... Ма не му фаќај за кусур, имаме проблеми. Кој е за шишање? Здравко! На тетка. Абе, кога порасна Волко? Пред неколку месеци. Кој е за шишање? Малово. Сакате високо, средно, кратко? А, не знам, ти си мајсторот. Следете ме. Здравко, среди ги двајцата. Простак еден. Абе, Пана, доволно е што си присутен. Не мораш бе вакви проблеми, бе, мајка. Не мораш, па тебе ти е седно дека ти го киднапира внукот, нели? Кого? Кога киднапирале чиј внук? Па нашиот внук. Мацо, си не кажи. Добар ден, тетка Грозда. Hello? А добро, каде е Фиданчо?
Не сме во контакт. Гроздо, се си заборавила. Кога дојде? Сестро сладка, не сакам да ве плашам, ама да знаете сега кога се враќав од Америка. Oh no. No. Прочита во новина дека киднапирањето од деца во посткомунистичките земји е многу честа појава. И затоа не е ни чудо што тие се толку сиромашни. Па сите пари ги дават на откуп за своите деца. И ако мене ме прашате, да знаете, од сега треба да почнете да собирате пари, затоа што тие откупи знаат да бидат многу големи и да се одразат на семејниот буџет, Yes. А пријавите во полица? Сега... Имам една стара, незаборавна љубов. Сега ќе му се јавам. Телефон? Груздо. Еве телефонот. Груздо. Да не е малку повеќе од тоа што се уамоти господја Мимоза се јави сега, па да не претеруваме. Која господја, бе? Прва и прва таа не е господја, туку да простиш господја со... Дебре, Гроздо, немојте да чуе господја Мимоза. Ајде, Мимоза, па не е ни Мимоза, туку Митра. Yes. А трето и трето? Кој ово има? Папајнојот, јас сум пензиониран полицајец. Just a moment, please. Hello? Yes? Yes, pager? Yes, of the Grozda, Tanevska, Dostoevski. Yes. Just a moment, please. Itno, порака за pager 007. Yes. Kidnapirano je dete na ulica... Veljko Vlahović. Veljko Vlahović. Broj 13. 13. U centru grada? Yes. 13. Yes, okay. Thanks. Okay. Здравко. Каде? На факултет. Здравко. Ама си го подскратил свака ти част. Повелете. Благодаря. Пардон. Благодаря. На тетка убав тој. Ми те најдоа. На тетка. Едвај сме го фатиле. Гроздо, ова не е наше дете, кај го најдовте детево? Зашто што Баш му е фали на сладок. детево, а? Па сега не одговара на описот. Така. Како не одговара на описот? Описот вие го дадовте? Па според тој опис што го дадовте, детево си оригинал. Мамо, јакната е на Здравко, Стаменчево нема. Жива вода не направи. Сме го бркале од ауто, команда до пред Царај, таму кај мостот го фативме. Да, брзо малово струја. Томан да го фатам, таф, ке побегне. И толку брз. Брз струја. За фото финиш, све, мала предност, само ја одржава и тоа константно. Зашто бегаше, бе, а? Збори, бе, ајде. Неќе да збори. Сега неќе да збори, па ако неќе да збори, се знае, според пропис, така. Не смееме. Оваа демократија е страшна работа. Не смеш и собствена жена тебаше, камо ли туѓо дете. Сигурни сте вие дека ова не е ваше дете, а? Ако не сме сигурни. сме. Штет. А ќе свршевме работа. Бадијала толку ургенции, бадијала бркање, се. Господине инспекторе, што ќе правиме сега? Ќе почнеме од почеток, господја, од почеток. Кој е родител на дотичното дете? Маца. Јас. Може една чаша вода? Може. Господине инспекторе, да седнеме ние малку мезенце вака да исечеме, да се напие. Прво ние да го решиме случајот, а после лесно е за мезе. Лесно за мезе.
Знаете ли вие кой би можел да го киднапира и кај би го одвел детево, а? Како не знам. Татко си 100%. Фиданче. Да. Татко, а? Да. Татко. А зашто никој не спомна татко, а? Па сега види помлад колега, обично децата имат и татко. Не мора да значи, колега. Во последно време има се повеќе мајки, помалку татковци. Кај се татковците, ве прашувам јас? Кај седе? Кај се? И јас се прашувам, повелете. Благодарам. А имате ли вие фотографија од дотичното дете, а? Picture. Шо? Немате фотографија, па не е чудо што губите деца. Како немаме, инспекторе, имаме фотографија. Побелете да видите фотографија. Еве. Има, повелете. Има. Ова е внук ми Стаменчо, ова е ќерка ми. Дали си ти Стаменчо Митрески? Не. Не, а? А дали живееш на улица Велјко Влаховиќ број 13? Да. Те гледате? Да бе, господин инспектор, ова беше Велјко Влаковиќ, ама го сменија човека. За еден за себе. Ова го следам. И јас. Сега што правиме се? Ги молам денешните надпреварувачи да се представат. Семејство А, Стефан Тодевски, доцент на електротехнички факултет. Ангелина Тодес Каланко, музиколог во Министерството за култура и користам оваа прилика да го поздравам министерот и целиот колектив. Наталија Тодеска, постдипломец на електротехничкиот факултет. Браво. Вие се јаки. Народ со оваква младина не треба да се грижи за својата иднина, што би рекле старите. Семејство Б, Фаик Бајрам, самостоен естраден уметник. Поздрав до цела Шутка, а најмногу до улица Велко Влаховиќ. Гюля Бајрам, самостојна и геничар. Еј, мама, тато. Ричард Бајрам, ученик. Джоан Бајрам, ученичка. Силвестер Бајрам, трговец. Клаудија Бајрам, ученичка. Стаменчо Митрески, ученик. Стаменчо? Господин инспектор, ова е нашето дете. Се губил, па го дореле кај нас. тој значи не е ваше дете. Мојата господја е поштена. Убав на баба како глумец ни е. Семејство А. Македонската филхармонија ја отвори годинешната сезона со третата симфонија, наречена Ероика, од композиторот... Виван Бетовен. Точно, одлично, 10 поени. Ова го знае. И јас. Прашање за семејството Б. Сега за Б. Македонската филхармонија со истото дело ја отвори и далечната сезона 65-66. Наведете ги имињата и презимињата на тогашните членови на ансамблот. Лујги Стефановски, Хари Геконовски, Јан Хибес, Петар Јарчевски, Давид Сапорта, Тодор Јарчевски, Ѓоко Кузмановски. Доволно благодарам, одговорот може да се прифати 10 поени. Бидејќи двете екипи имаат ист број поени, преминуваме на дополнителното прашање. Семејството што ќе го одговори ќе може да бира тема и ќе стане добитник на овој прекрасен велосипед. Внимавајте.
Македонскиот поет Григор Прличев се прославил со својата поема О Арматолос, што во превод значи Сердарот. Стаменчо бе, вчера го учевме ова. Сердарот. Убав, тој Ajde, gospodine Petrović, sednete. Ljubo, slušaj vam. Mare, Ljubo, ajde, Maco, odete, donese mi nešto za bezak. А колку беше тешко прашање, Ајде, Кажем, имате среќа што го видовте на телевизија. Ajde, gospodin inspektor, ще предава каза. Добро што го најдовме. Леве го Ставенчо! Ставенчо! Скети, то љубав те! Добро доште! Добро најдовме. Добро доште! Негова среќа, негов точак. Ако, нека тоа се зависи. Ајде, поведете седнете, ајде. Добро вечер, добро дојдовте. Ајде, поведете седнете. Поведете Овој ми е комчија панел. А без комчија ништо не ми. На телевизија ве гледаме, многу добро. Комчијата. Многу бевте добри. Абе, цел оркестар го знаете. Љубо, звони некој твој. Цел оркестар го знаете. Да, види. Добро вечер. Добро вечер.